Воекот на партиските и барањата на јавноста за разрешување на судиката која младиот возач што ја усмрти 22 годишната Фросина Кулакова за претходно извршени кривични дела не го пратила во затвор туку во поправен дом, Христијан Мицкоски ја реактивираше идејата за разрешување на целиот судски совет. Додека заседаваше советот и тоа токму за предметот на загинувањето на младата неготинка, состојбата во судството премиерот ја нарече мочуриште и преку социјалните мрежи најави дека пратениците на неговата ВМРО ДПМН ќе поднесат иницијатива за разрешување на членовите на судскиот совет. Тој тоа го каже и пред медиумските екипи. И не е тајна ако кажам дека граѓаните не се задоволни од начинот како функционира судско-обвинителскиот систем кај нас. Дека тоа е едно мочуриште кое што изобилува со многу контраверзии и скандали. Ние не можеме да направиме целосно распуштање, нити пак можеме за така кратко време да ги детектираме аномалиите. Но можеме да избереме судски совет кој што објективно, без партиски стеги, без интереси, ќе може да го разбистри ова политичко мочуриште и да биде своевиден монитор на тоа како судиите се однесуваат, какви одлуки носат и зошто носат такви одлуки. И цениме дека треба да се удри во чело, да не се обидуваме да импровизираме, да правиме импланти и така натаму. Ударот во чело подразбира дека сето она што е во ингеренции на, во случајот парламентот, а тоа е изборот на оние членови на судскиот совет, таму каде што се бираат, таму и да се изгласи интерпелација. Точно е тоа дека и покрај тоа што ќе се изгласи интерпелација, тие може да останат и понатаму да бидат дел од судскиот совет. Не велам дека е тоа неточно, но во услови кога тој што те избрал, ти гласа повторно недоверба и ти продолжуваш да водиш инает, тоа не е добро. Тоа не е добро. Шефот на судскиот совет, затечен од денешната иницијатива на премиерот, вели дека се надева дека собранието и владата ќе работат според уставот и ќе го почитуваат законот за судски совет. Прв пат ово од вас го чув, значи не досега бевме на седница. Во повеќе наврати сум дал изјави, сум дал мислења во поглед на постапка за разрешување на членови на советот. Единствено место каде што тоа е предвидено во законот за судски совет. Иницијативи може да се поднесува до собранието. Секој има право да поднесува иницијативи, но тоа е моето мислење. Што доколку ги разрешиш, што ќе значи тоа? Сега не би сакал да шпекулирам, имам и претходно кажано, значи сите во оваа држава работиме согласно закон и устав. И немам причина да се сомневам дека и собранието и владата работат согласно тие принципи. На иницијативата на Мицкоски реагира и опозицијата. Лидерот на СДСМ Филипче порача дека неговата партија е за судски реформи, но не со самоволија и, како што вели, окупација преку смена на судскиот совет. Потребни се темелни реформи на правосудството и тоа го очекуваат граѓаните, но реформи кои ќе значат независно и ефикасно судство кое ќе обезбеди правда. Не сме да дозволиме правдата која бараат граѓаните да се претвори во нова партизација и окупација преку смена на судскиот совет од страна на власта. СДСМ бара следните чекори и реформи во правосудството да се прават со консензус на сите партии во собранието. Потребен е национален, надпартиски пристап кој ќе обезбеди реформи согласно европските препораки. За тоа е потребно формирање на заедничка работна група во собранието, која ќе ги дефинира, контролира и заеднички спроведува реформите во овој чувствителен сегмент, напиша Филипче. За случајот со усмртувањето на младата Фросина, од кој трна повторениот граѓански револт, но и барањата на власта за разрешување на судиката која во минатото не го пратила 20 годишниот возач во затвор, судскиот совет денеска реши да формира посебна комисија која ќе го истражува предметот и дали има основа за судиска одговорност. Обвинителството најави проширување на истрагата и утврдување дали има одговорност и кај родителите на момчето зашто му дозволиле да вози автомобил. Утре во собранието ќе се одржи јавна расправа за подобрување на законската рамка во делот на безбедност на граѓаните. Но и покрај се тоа, граѓаните викендов пак ќе протестираат барајќи правда и спречување на вакви настани. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.